Добра вечер за Ново Лисиче, добра вечер за аеродром, добра вечер за Скопје, добра вечер за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Најнапред би сакал да ви ги пренесам поздравите од председателот на ВМРО, ДПМН и премиер на владата на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Почитуван градоначалник на општина Аеродром и кандидат за нов мандат за градоначалник на Аеродром, господин Ивица Коневски. Почитувани пратерици во парламентот на Република Македонија. Почитувани носители на советнички листи. Почитувани кандидати за советници на Советот на општина Аеродром и на Советот на градот Скопје. Почитувани членови на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, почитувани присутни дами и господа. Ви благодарам за вака големиот број кој што дојдовте вечерва на нашето представување на ова ладно време. Волкав број на граѓани. Нема некаде и на цела општина кога одржува митинг. Ова покажува како Ново Лисиче го сака својот градоначалник, како Ново Лисиче гласа за дела. Почитувани присутни, најнапред да ви се заблагодарам за довербата која што ми ја дадовте во 2009 година и врз основа на која станав градоначалник на градот Скопје. Тоа за мене беше голема чест, воедно и голема одговорност. Одговорност да се заврши и да се реализира изборната програма со која што настапивме во 2009 година. Јас и мојот тим, заедно со Советот на градот Скопје, работевме 4 години макотрпно, посветено и честно, онака како што доликува на ВМРО, ДПМН. И плод на таа 4-годишна работа се големиот број на проекти завршени во градот Скопје. Променете ликот на градот Скопје. Веќе градот Скопје наликува на вистинска метропола, онака како што доликува на Република Македонија. Плод на таа работа е и отчетот кој што го дадовме за моето 4-годишно работење. За 4-годишното работење на градот Скопје, на Советот на градот Скопје и на тимот кој е со мене. Овде има проекти за сите 10 општини во градот Скопје. Меѓутоа, има проекти кои што се значајни за општина Аеродром. Првиот проект кој што го почнавме во 2009 година беше токму во општина Аеродром, а тоа е булевар продолжување на булеварот Видое Смилевски Бато. Потоа следува булеварот Србија, кој исто така беше реконструиран и проширен во делот од Јане Сандански па се до према Аеродром. Исто така направивме заедно со општина Аеродром нови паркинзи покрај булевар Асном и на другите делови. Исто така помогнавме или заедно со господинот Ивица Коневски во изградбата на препумпната станица. Направивме заедно со јавното предпријатие Водовод и канализација колектор овде од Ново Лисиче па се до препумпната станица. Тоа се дел од проектите кои што ги завршивме во општина Аеродром. Тие не ќе беа завршени доколку немавме поддршки и соработка со општина Аеродром и со вашиот градоначалник господинот Ивица Коневски. Исто така немаше да бидат завршени доколку немавме поддршка од Советот на градот Скопје, бидејќи имавме едно мнозинство тесно, меѓутоа сепак имавме мнозинство со кое што се донесу одлуките за завршување на овие проекти. Вечерва сме тука заедно уште еднаш да ја побараме вашата доверба за следниот градоначалнички мандат, да побараме вашата доверба врз основа на она што сме го завршиле во изминатите 4 години, меѓутоа и врз основа на програма за следниот градоначалнички мандат 2013 и 2017 година. Во оваа програма има проекти за сите 10 општини во градот Скопје, проекти кои што се од фундаментално значење
за функционирање на градот Скопје. Јас ќе набројам само дел од проектите кои што се однесуваат на општина Аеродром. Главниот и најважен проект кој што ќе се реализира во следниот мандат, проект кој што не бил досега реализиран од земјотресот досега, а тоа е подземната сообраќајница од новата железничка станица до владата на Република Македонија. Подземен булевар за градот Скопје во вредност од 40 милиони евра. Овој булевар ќе го реши деценискиот проблем на општина Аеродром за движење кон центарот и од центарот према општина Аеродром. Ќе го растерети исто така централното градско подрачје. Овој проект се реализира во соработка со владата на Република Македонија, во соработка со општина Аеродром, во соработка со Ивица Коневски. Ќе продолжиме со реконструкција на булеварот Јане Сандовски. Ќе продолжиме да го градиме булеварот Аснов према новата препумпна станица. Исто така ќе направиме фекален колектор од булевар Србија па се до новата препумпна станица. Исто така ќе го продолжиме, ќе направиме техничка документација и сериозно ќе се разгледаат можностите за продолжување на булеварот Аснов преку реката Вардар па се до Скопски сајем, за да се отвори уште еден сообраќаен излез и влез на општина Аеродром према централното градско подрачје. Тоа е многу важен проект исто така. Почитувани присутни, овие проекти нема да се реализираат доколку не ја добиеме поддршката или мнозинството во Советот на градот Скопје. Затоа ве повикувам и ве замолувам да дадете довербата за Советот на градот Скопје, за носителот на советничката листа, за професор доктор Владо Поповски. Исто така, овие проекти кои што се во општина Аеродром, па и во останатите општини, нема да се реализираат, особено во општина Аеродром, доколку не ја добиеме поддршката за вашиот градоначелник, за господинот Ивица Коневски. Исто така и за носителот на советничката листа на општина Аеродром, господинот Виктор Камиловски. Ете така се сака општина Аеродром, така се сака градот Скопје, се сака со дела кои што ќе значат подобро утре, подобар живот за Скопје и за општина Аеродром. Да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија, да се живи и здрави!